Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Моето име е Игор Богдановски и ќе ве водам низ истото. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште една од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Целите што треба да ги постигнеме со ова видео упатство се следните. На почетокот треба да се запознаеме што представува SlideMaster-от, а потоа ќе научиме дека неговата најчеста примена е за автоматска промена како на фонтот, така на боите и на одредени елементи во нашата презентација. А потоа ќе се запознаеме подетално кои се елементите на SlideMaster-от, за да на крајот завршиме со креирање на интерактивен работен лист. Било тоа да се работи за работен лист кој што го имаме претходно направено или пак ќе го креираме од почеток. Во текот на презентацијата, односно во текот на видеоупатството, ќе можете да искористите и неколку дополнителни ресурси кои што можете да ги заведите на овој слайд и при тоа под секој од ресурсот се наоѓа QR кодот доколку некој сака да ги искористи истите. Се наоѓаме во прозорецот што се добива веднаш по стартувањето на PowerPoint презентацијата. За ова наше напредно ниво на видео ќе избериме празна презентација во која што ќе го демонстрираме на почетокот SlideMaster-от, а потоа ќе изработиме работен лист во кој што ќе го примениме SlideMaster. Исто како и секогаш, прво што треба да направите е да ја именувате вашата презентација, односно да зачувате на OneDrive. Откако ќе ја зачуваме на OneDrive, забележувате дека таа автоматски се зачува од сега па натаму. Се наоѓаме пред празна презентација во која што немаме ништо. Во овој дел ќе се обидиме да прикажеме како можеме да креираме работен лист со помош на SlideMaster. Но за почеток да објасниме што е SlideMaster. Пред да започнеме со тоа, ќе појдеме во делот Insert, односно во делот Home и во делот New Slide. Ако кликнете на стрелката за надолу, ќе забележите дека можеме да внесеме креираме всушност 9 различни изгледи, леаути на нашата презентација. Тоа значи дека секој нареден слайд што ќе го креираме може да биде во еден од претходните изгледи. Ако кликнеме со десното копче, можеме да ги избериме тие 9 изгледи што ни се на располагање и можеме да ги промениме во зависност од потребите. Ако овој слайд сега го избришем, вратам со на почетниот слайд, имаме еден слайд и одиме во View менито, односно го бираме сега од менито од втората група SlideMaster-от. Ако го избериме SlideMaster-от, ќе забележите дека добивме многу празни слайдови во кои што има одреден текст и еден главен горен слайд во кој што имаме, забележувате, мастерот на Office темата кој што се користи на првиот слайд кој што е веќе избран. Што значи ова? Ова се всушност сите изгледи што претходно можеме да ги забележиме како може да се изберат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, од кои што едниот е празниот слайд, во кој што само ги има хедерот и футерот. Забележувате дека тоа е истиот број што ги имавме кога појдовме во Home, за да можеме да... Ако појдеме во Home менито, и тоа се 9 леаути што можевме да ги креираме. Секој леаут, што е од обликот како насловен леаут, забележете кога ќе го однесете глувчето, го имаме title е content, наслов и содржина, па потоа имаме section header, значи наслов на дел, па потоа имаме содржина со две слики за споредување и така натаму. Можете да колку сакате да си додадете и собствен изглед, собствен леаут кој што потоа ќе го уредуват. Но
Ако сакате да ги промените, например, насловот на вашата презентација, и тој насловот сакате, например, да биде со црвена боја, одите во делот фонт, можеме да го променуваме фонтот, забележувате да го намалиме или да го зголемиме, да му ја промениме бојата. И при тоа, секој слайд што ќе биде насловен слайд во нашата презентација ќе го има истиот облик. Ако додадеме нов леаут, нов изглед, и при тоа можеме да го направиме кастом, да биде прилагоден за нас, можеме да избришиме се во тој слайд и сега имаме празен слайд што сакаме ние да го искористиме. Ако сега кликнам на Close Master и појдам во делот Home, New Slide и забележувате сега имам празен слайд. Ако кликнам, можем да добијам празен слайд. За подобро да се снаоѓаме, можем јас овој слайд да кликнам десен клик и да го избришам и да го напишам, да го именувам, односно, сега кој ќе го покажете, кој ќе појде со глувчето, ќе пишува празен слайд. Во овој празен слайд може да избериме да го нема ни футерот, ако сакаме можеме да го прикажеме и насловот. Доколку сакате да представите, например, било каква кастом позадина во која што би сакале учениците да пишуваат, тоа можеме да го направиме на тој начин што ќе ставиме било каква слика, што ќе стои во овој дел, за да можат учениците да пишуваат и да цртаат. Еве сега, например, за илустрација ќе наместам мрежа во овој дел од GeoGebra што ќе представува координатниот систем, за да можат учениците да цртаат соодветно на тој дел. Па како ќе го направиме тоа? Ќе отвориме GeoGebra и откако ќе стартуваме GeoGebra, го добиваме низиниот препознатлив прозорец во кој што имаме веќе слика со соодветна мрежа координатна, па ако сакаме можеме сега да направиме селекција на сликата. Истата оваа селекција во делот можеме да ја правиме експорт на сликата, ќе ја сликам само во клипборд, затоа што тоа и ми треба. Кога ќе кликнам десен клик, формат background, кога ќе изберам Picture Textful, ќе кликнам Clipboard и всушност сега ја имам целата координатна мрежа од GeoGebra во мојот слайд. Што тоа значи? Ако сега го затворам делот и веднаш јас како нов слайд во мојата презентација ја имам координатната мрежа што учениците, во зависност од тоа што сакам да го работам, може да ја користам при моите објаснувања. Исто така може да се случи и со петтолиние, со позадина со линии за тесно, широко пишување, за почетно пишување. Значи ова се само начините што може да се искористи слайд мастерот за да се добие на начин како тоа може да се направи побрзо и да биде секогаш како шаблон кога сакаме тоа да го користиме. Појдеме во слайд мастерот, сега ќе ги избришиме сите делови, тоест тие што можеме да ги избришиме, не секој можеме да ги избришиме, оние што ги користиме нема да може да се искористат, затоа што имаме и овој дел. Значи сега имаме два такви слайдови во кои што ги додадовме и можеме да правиме најразлични елементи. Ако додадеме и трет слайд, во кој што, например, сакам јас да имам одредена слика, ако креираме нов леаут, во кој што сакаме, например, да додадеме случајот една слика, од која што ќе направиме некој многу интересен колаж. Еве сега ќе ја зголемам сликата. Ќе направиме некаква форма од неја. Ќе одиме во Insert, ќе одиме во Insert Shapes, например, еве ќе изберам таа форма, шестаголник,
Ќе ја пратам во делот назад, ќе ја селектирам сликата, ќе појдам во делот Intersect и треба да добиеме пресек од овие форми. Ги селектираме двете и во делот Intersect го добиваме обликот на сликата. Сега забележувате дека можеме со Ctrl D да ја разместуваме сликата на начинот што ќе добиваме најразлични колажи со помош на сликите. Кои што се многу интересни. Овој делот од сликата ќе го преместиме каде што имаме место и ќе ја копираме уште еднаш и ќе се обидиме уште еднаш да видиме дали ќе имаме место да го наместиме во овој дел. Тука нема место, значи евентуално тука. Да, и сега ќе ги селектираме сите слики и ќе ги преместиме малку подесно да го распоредиме правилно низ цртежот, ете така. На тој начин добивме прекрасен дизајн со 2, 4, 6, 8, 10 слики. Ако појдеме сега во Close и го креираме нашиот слайд, кој што се креира како претходниот, но ако изберам опцијата со сликите, сега, ако сакам да вметнам слики во него, тоа ќе го направам многу едноставно. Ќе ги влечем само сликите, ево имам 4 избрано. Сега автоматски ќе добием 4 слики. Ако ја повторам постапката, со истите слики, ќе потполнам уште 4 од полињата и сега треба да изберам само уште 2 слики, за да се потполни целиот дизајн. Сега ќе ги изберам овие 2 слики, ќе ги одвлечем и автоматски имам прекрасен дизајн со сите слики што ги имаме на располагање. Токму поради тоа, работата со Slide Master е многу брза и ефикасна и затоа треба да потрошиме одредено време за да се запознаеме со незините можности. Ќе се вратиме назад во View, во Slide Master-от. Во продолжение ќе се обидиме да креираме наш работен лист. Тоа ќе го направиме на следниот начин. На почеток треба да ја промениме димензијата на работниот лист. Еве јас ќе изберам или letter paper или A4 формат, колку што е класичното. Ќе го избериме letter paper, затоа што најчесто сите работни листови што се наоѓаат на интернет се во тој облик или во A4 формат, што е веќе познат. Кај нас ќе го изберам, ќе изберам портрет, ориентација, колку слайдови сакаме, изберам Maximize и сега добивме нов изглед од нашите слайдови. Забележете и претходните веќе го променија и изгледот, односно дизајнот со тој што беше. Ако сега сакаме, можеме да го затвориме Slide Master-от и сите овие елементи што ги имавме во сликата ќе ги избришиме за да почнеме со празен слайд. Кога ќе се вратиме во Slide Master-от, ќе почнеме да го креираме нашиот работен лист. Можете да креирате во било која позиција ваш собствен layout, на тој начин што ќе изберите Insert Layout. Сега ќе одзумирам, во кој што ќе избришите се и при тоа сето останато, за да не се случи учениците да го додадат, можете слободно да го избришите, односно тоа што може да се избриши, тоа ќе остане. Овој е првиот леаут во кој што ќе работи. Се што треба да направите сега да имате PDF верзија од вашиот работен лист. Еве, например, имам работен лист што е во Word, трета писмена работа, ќе го испечатам, на овој случај ќе го испечатам од сите понудени печатачи што ги имате на вашиот компјутер и ги избирате оној OneNote for Windows 10 и кликнувате на копчето Print.
При тоа ќе забележите дека ќе добиете порака каде сакате да биде испечатен принтаут, ја ќе го изведеме во последниот активен фолдер и ја добиваме целата писмена претворена во како слика. Бидејќи мене ми треба или файл, или само во клипборд, ја ќе ја копирам оваа слика во клипбордот на компјутерот, тоест во меморијата. Ќе се вратиме во презентацијата, во слайдмастерот, десен клик, Format Background, ќе одиме да биде исполнето, но само како клипборд. Еве го имаме првата страна од нашата писмена. Истото тоа може да се случи ако имате и, например, слика од вашиот тест, тоа ќе го направиме на следниот начин. Ќе го избришиме овој целата содржина, ќе одиме во Picture and Fill, ќе одиме во Insert, ќе побарате онаму каде што се наоѓа сликата. Например, еве овдека. Например, еве работен лист и еве го работниот лист го имаме веќе во нашата презентација. Како сега ќе работиме да го креираме нашиот работен лист за учениците да можат да допишуваат во него? Позгодно за пишување е вториот работен лист. Се појдеме во Slide Master. Забележувате дека имаме опција Insert Placeholder. Во делот Insert Placeholder можеме да додадеме различна содржина. Ако сакаме учениците да пишуваат, ќе избериме текст и ќе направиме рамка во која што учениците ќе пишуваат. Забележувате дека се појави текст кој што слободно можеме да го избришиме и моја препорака е учениците да му напишете порака дека во овој дел може да си го напишете одговорот. Направете ја големината колку што планирате дека треба да биде. Можете да направите мало за промена на боја, за да можат учениците да знаат дека тука се работи за место каде што ќе го пишуваат одговорот. Откако ќе го направите тоа, со Ctrl и со Shift правиме копија на истиот текст, ги правиме копиите на двете и сега ги копираме уште еднаш во другото поле. Потоа истото го копираме во третото и во последното. На тој начин веќе направивме поле во кое што учениците ќе можат да пишуваат. Само уште горе да додадеме еден placeholder во кој што учениците ќе можат да си го запишат сопственото име. Обришите текстот што се појави. Еве е пораката во која што учениците треба да го запишат нивното име во одреден дел кој што вие ќе му го посочите и при тоа можете, исто како претходно, да дозволите да нема боја и малку да го одделите од другиот дел. Да видите сега што е тоа што го направивме. Ако затвориме слайдмастерот и сега ако појдеме во делот Home за да додадеме слайд, забележувате дека го имаме и едниот и другиот слайд за да го додадеме. И при тоа го добивме слайдот во кој што учениците сега можат да кликнат и да го пишуваат нивниот одговор. На овој начин учениците можат да користат и во делот Insert може да креираат и собствени формули кои што ќе ги пишуваат како одговор на нивните барања, односно на барањата на задачите.
На тој начин, многу едноставно, креиравме работен лист за нашите ученици. Ако учениците се радознали, може да ги додадат само овие два слайдови во нашата презентација. Другиот слайд е другиот работен лист во кој што не додадовме никакви параметри во кои што учениците ќе внесуваат сега за сега. Кога ќе појдем во View, овој дел од сега ќе го избришам за да можем да го изменам и овој дел ќе го избришам. Ако појдем во View и во Slide Master, забележувате дека стојат претходните. Сега имаме само еден Slide Master, односно еден layout и Slide Master. Ако сега затворам, бидејќи ова е после претходното што го имаме, и ако појдем во Home, забележувате имаме само еден, претходниот ќе го избришам и сега е само последниот изглед од нашиот Slide Master. Ако сакате да ја додадете на редната страна, ја повторувате постапката, одите во Slide Master, додавате нов layout во овој дел. И сега, ако сакате овој layout, ќе нема ништо, ќе биде комплетно празен и можеме да додадеме втората страна од нашиот работен лист, кој што сакаме да го доделиме на учениците. Десен клик, Format Background, одиме во Picture, Clipboard и еве го вториот работен лист. Тука сакам да напомнам следното. Ако појдете сега во Home и креирате текстуално поле, значи одите во Insert и изберете Text Box, во која што учениците ќе внесуваат текст, во овој дел, и ако се вратиме во Slide Master, и сега го затвориме овој дел, кога би го отвориле и креирале новиот слайд, забележете сега долу, имаме опција внесете го текстот како одговор, но учениците не можат да го изменат овој дел. Тоа значи дека овој начин ќе го користите доколку вие сакате да креирате собствени прашања за учениците директно во PowerPoint. Тоа ќе биде тоа што сега наредно ќе го направиме. Ќе отвориме нов layout, ќе одиме во Slide Master, значи во View, ќе одиме во Slide Master и ќе избериме нов layout, кој што ќе биде празен, така што ќе ги избериме, исклучиме насловот и футерот и сега во овој дел ќе си креираме наш работен лист, така што прво ќе биде полето во кое што не сакаме учениците да ги променуваат податоците. Пример, кликнуваме на Text Box и ќе креираме поле во кое што учениците значи фонтот ќе го направиме да биде стандарден фонт. Значи ова ќе биде делот во кој што учениците ќе бидат запрашани да го напишат собственото име, а потоа кога ќе појдеме во Slide Master, кога ќе изберам placeholder и кога ќе изберам за делот текст, ќе се појави делот за текст и ќе го избришиме овој дел. Сега можеме тој делот да го напишеме под, можеме над, можеме да го преместиме делот и да го напишеме во овој дел. Во овој дел по правило треба да бидат со иста големина двата, овие двете ќе ги подесиме да бидат подредени на овој начин. Сега да ги оделиме, да знаеме дека која е полето што ќе треба да го пополнуваат учениците, ќе го направиме без боја. И сега ќе го затворам Slide Master да видиме што направивме. Кога ќе појдеме во делот Home, ќе креирам нов слайд. Забележивте дека
се креира нов слайд во кој што името не може да се промени. Ученикот кликнува и го пишува неговото име. Ако сакаме да продолжиме да го градиме слайд мастерот, одиме во View, одиме во слайд мастер и сега креираме прашање, одиме во Home, тоест во Insert и бираме Text Box во кој што опишувате прашањето број 1. Например, решението на равенката која што сега ќе се обидиме да ја напишеме, например, ќе биде следното. Се броевите откако ќе го завршиме ова е делот со прашањето, одиме во делот Placeholder, сега можеме да додадеме две полиња во кои што едното поле ќе биде предвидено за решавање на учениците. При тоа бираме со каков фонт да биде, со која големина на буквите да пишено во овој дел, еве вака, например 12, и потоа ќе појдеме во Slide Master и ќе добиеме дел за слика во која што учениците ќе треба, доколку сакаат и го решили на друго место, да го прикачат како слика сопственото решение. Ајде да видиме што сега направивме. Ќе го затвориме овој дел. Бидејќи ова е старата презентација, стариот леаут, сега ќе одиме во Home, ќе внесеме новиот леаут што го креиравме, во кој што сега го имаме името, текстот и овдека учениците можат да одговорат или пак да нацртаат собствена слика, кога кликнат на овој дел и ќе можат да ја прикачат сликата што е како решение на задачата. На тој начин можете да си креирате и собствен работен лист за потребите на вашите ученици. Со таа напомена што доколку сакате да правите елементи кои што учениците ќе можат да ги влечат по екранот, например, ако сакате да направите активност во која што учениците треба да одвлекуваат одредени елементи, тоа можете да го направите на тој начин што елементите што се на страната ќе ги додадете директно како елементи, како shapes, еве например, еве вакви кругови, например ќе направиме 5, а потоа ќе ги копираме, ќе ги дуплираме овие, уште 5 и сега само ќе ги однесам вака и овие сега ќе ги обојам со друга боја и ќе ги копираме уште еднаш. На овој начин учениците добиваат елементи што можат да ги распоредуваат, например треба да одговараат на нешто, тука има колку на боја и тие ги разнесуваат. Значи запомнете, ако ова го додадете во Slide Masterот, во делот, ако го додадете како placeholder, тоа значи дека тука учениците ќе можат да напишат или да стават слика. А ако го појдете во Home, и ако сега јас овдека ги наместам тие што ги копирав, сега ќе ги направам Ctrl-V, грешка, ќе се вратиме, ќе додадеме форма, всушност, Insert,
shape. Еве вака. Еве, например, 4 форми. И ако сега го затворам слайд мастерот, еве ги 4 форми што ги дадов, тие не можат да се движат. А додека формите што ги донесовме, што ги креиравме на овој начин, слободно се движат по површината и учениците ќе можат да ги разместуваат онаму каде што ќе има потреба за тоа.